Воопшто немал завршено медицински факултет, лекарот од Вевчани, кој последнава година и пол бил и раководител на службата за итна медицинска помош во здравствениот дом. Информацијата за Алфа ја потврдија од Штипскиот факултет за медицински науки. 33 годишникот кој студирал на Штипски немал диплома, а не му било издадено никакво уверение. До нас не е пристигнато ниту едно барање од надлежен орган за проверка на документација. Но според она што ние го проверивме, последен пат тој бил активен на медицинскиот факултет во Штип 2014-2015 година, кога бил абсолвент. Запишан бил 2008-2009 година. Факултетот нема издадено ниту диплома, ниту уверение за тој студент. Него го нема нити во регистарот на лекарската комора, бидејќи како што вели председателката на комората, доктор Калина Старделова, тој немал лиценца за работа, нити имал положено стручен испит. Но извори за Алфа потврдуваат дека сомнителниот лекар во октомври 2016, кога е примен на работа во службата за итна медицинска помош, приложил оригинални документи од диплома, уверение за положен стручен испит и лиценца за работа, но никој не се посомневал во веродостојноста на истите, се до пред неколку дена, кога во здравствениот дом стигнал допис од лекарската комора дека не постои лиценца за работа со таков број и под такво име. Од откривањето на скандалот измина 8 дена. Органите на прогонот се уште работат на случајот. Основното јавно обвинителство Струга е известено за настанот. Се вршат проверки и се обезбедува документацијата за да се проверат наводите. Лекарот кој има проблем со неговото формално образование и 6 години работел во здравствениот дом по откривањето на скандалот бил времено суспендиран, а потоа сам побарал престанок на работниот однос.